Уште ли бе? Уште! Но слушај, тебе цела сладкарница не ти стасува? Срамота да се јаде толку многу алва. Ако нема некој друг, засрами се барем од мене. Да се срамам да јадам таа налва од тебе. Ја чуфтали. Нема да се срамам, па нека пукам. Луѓе! Луѓе, маш ми се прејаде, луѓе! Сега ќе ви раскажам зошто не се срамам да јадам таа налва. Чујте ја приказнава. Еднаш си живееше еден мој сосед и најдобар пријател. Него го викаа Тан. А таа налвата дотогаш не постоеше. Всушност, постоеше, само не се викаше таа налва. А соседот Тан беше познат гурман. Одовде до Мала Азија. Тан можеше да го проголта целото производство на алвацијата, затоа го викаат Джимрија Тан. А Тан имаше и жена, што ние си ја викавме Таница. Тан беше многу срамежлив. Само тоа не му чинеше. А бидејќи беше најскржавата жена, Таница немаше сметка Тан да јаде толку многу. Ќе им дојдали гости... Тогаш ќе ги поканеше со половина уста. Ако сакате, чепнете си малко алва. Не ги дајте го домакино, тој не јаде алва. А не сака ни да ја погледа. Штета многу. Тогаш Тан се засрамуваше, па не каснуваше ниту трошка. Тан само си гледаше пред сладкото јадење, очите му зрееа како кајси, а во стомакот му свиреше некоја лоша шупелка. Еден негов пријател, сладкарот Шекерко, се сожали и реши. Утредента напиша со големи букви во својот излог: "Ова алва од сега натаму ќе се вика Тан алва", по кутриот Тан, кому му забрануваат да јаде. Подоцна, едно прваче допише уште една буква А на почетокот од зборот, па сега алвата се вика Тан алва. На здравје. На здравје. Аха, те знам, јас тебе те знам. Ке си ја шириш, приказнава, додека не изедеш целава таа налва. Па зато јас на се во вам уставам точка. Штета. А приказнава туку што почна да станува сладка. Добра ноќ. На светот најсладко што е, а сонот малечко мое. На светот најсладко што е, а сонот малечко мое. Сонот разни сказни пле.